Ни вице-премиерката Мила Царовска не наброја 3 лажни вести емитувани од Алфа телевизија, како што обвини СРСМ, тврдејќи истовремено дека сме финансирани од црни пари за да делуваме антидржавно. Царовска се огради. Беше актуелно на пресконференција токму од партијата од каде што доаѓате Социјалдемократскиот сојуз дека телевизија Алфа шири лажни вести, па и трите сте тука, дали може барем 3 лажни вести кои Алфа ги објавила, па да знаеме што е тоа лажно што шириме. Она кое што сте го имале на пресконференција, сте го слушнале, даден е ставот, не сметам дека како министри треба да коментираме моментот таква информација. Вчера ниту Локвенец не изрази отворена поддршка за нападите врз Алфа телевизија од неговата партија. Не сакам да коментирам, јас сум новинарско дете и целосно поддржувам сите медиуми, а оставам на совеста прво на новинарите, водејќи сметка дека знам колку е тежок новинарскиот хлеб, ама од друга страна оставам и на пресуда на јавноста. Веднаш по нападот од СРСМ, телевизијата упати покани до било кој од владините функционери да гостува во било која наша информативна емисија, за да ги покаже доказите за обвинувањата, но од владеачката партија, наместо излажување на факти и излагување на мегдан, СРСМ засега не прифаќа соочување. Дали странските фактори им забележале дека ваквите напади се недозволиви и контрапродуктивни? 2 дена поред партијата паузира од пресконференции на тема Алфа. Додека чекаме некои од социјалдемократите да се одважат на поканите, потсетуваме како изгледаат лажни вести. Кој бе тоа ќе спроведе во Радовиш, во Струмица, во Прилеп, во Кавадарци двојазичност? Глупости невидени, до каде забегаа? Пред 4 дена Алфа телевизија и незината уредувачка политика беше нападната од страна на владеачката СРСМ. Портпаролката Богданка Кузевска неаргументирано обвини дека Алфа продуцира лажни вести, се финансира со црни пари и е антидржавен елемент.